Од шверц до естетски интервенции, под истрага мрежа што го загрозувала здравието на граѓаните и епилог од 14 приведени во акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и МВР. Освен уапсените, има кривични пријави за уште 11 физички и правни лица. Меѓу нив и хирурзи и дерматолози од клиниката за кожни болести и градската болница 8 септември, како и сопственици на дерматолошки ординации. Станува збор за повеќемесечна темелна истрага за сузбивање на илегален увоз на медицински средства, зашто сите инволвирани, иако знаеле дека не е согласно законските прописи, сепак вршеле естетски интервенции, доведувајќи го во опасност здравието на пациентите. Во текот на 2026 година, со јасна намера за стекнување противправна имотна корист, 7 осомничени формирале 2 криминални групи, кон кои подоцна се приклучили и останатите, користејќи правни лица од Битола и Скопје како параван за незаконските активности. Групите организирано набавувале фалсификувани медицински лекови и медицински помагала, вклучително и ботокс, од Србија, Кореја и Турција, кои нелегално ги внесувале на територијата на државата, со цел нивно складирање, дистрибуција, продажба и апликација врз трети лица, велат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. При претресите пронајдени и одземени се поголемо количество на медицински лекови и помагала, 39.285 евра, 2.490 швајцарски франци и 26.000 денари, патничко возило марка Порше, поголема количина парфеми и декларација за истите, мобилни телефони, тревкаста материја и друго. Меѓу осомничените и царински службеник кој во 2 наврати примил подкуп за да овозможи влез на нелегална стока во државата, а истрагата опфаќа и блиски сродници на приведените, кои иако знаеле за илегалните активности, активно учествувале во нив. Јавниот обвинител, ценејќи ја тежината на кривичните дела, до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор за 12 лица. Сања Димитровска, Сител телевизија.